Почитуван председател на Националниот совет, почитуван вице-премиер и министар за евроинтеграција, почитуван амбасадоре, колеги пратеници, драги членови на Националниот совет, почитувани дипломати. Прво, јас би сакал да расчистам една небулоза која што долго време се злоупотребува. Мислам дека повеќе личи на расипана плоча отколку на аргумент за евроинтеграциите, а тоа е наративот кој што е поврзан со една PR агенција која што во моментов ја работи стратегијата на СДСМ и во секое пето соопштение збори за некаков српски свет во Македонија, а истовремено Европската комисија ја пофалува државата, бидејќи 100% е усогласена нашата надворешна и безбедносна политика со онаа на Европската унија. И мислам дека не треба да се политизираат работи кои што веќе сме ги постигнале како добар стандард и не треба да се девалвира во јавноста угледот на државата кој што е изграден во Брисел, барем по однос на заедничката надворешна и безбедносна политика, каде што Македонија, како ретко која држава друга кандидат за членство, ги следи сите принципи на заедничката надворешна и безбедносна политика. По однос на извештаите од Брисел, оценката е, и она што го добивме и како писмен извештај, но и од представниците на Европската комисија кои што беа во посета на Македонија, дека реформите предвидени според планот за раст на Европската комисија и согласно реформската агенда, која што е направена и од ова и од претходната влада заеднички, Македонија има многу добар напредок. По однос на реформската агенда имавме 10 предвидени задачи кои што требаше да ги испорачаме. Испорачавме 9. Единственото што не успеавме да го испорачаме беше усогласен изборен законник и за жал две политички партии во опозиција со голем број на амандмани истиот го блокира. Тоа е нивно легитимно право, не бегаме ни од нашата одговорност, но треба да се каже јасно и гласно дека овој дел од врските не беше исполнет заради политички проценки на овие субјекти. Третата работа што сакам да ја споменам е по однос на правосудството. Ќе направиме една кратка споредба. Ние, за жал, сведочевме за несакани случаи и трагедии како модуларната болница и Бесатранс и забележавме тогаш колку ажурно или неажурно беше обвинителството и полицијата и судството. И сега имаме одредени случаи како овој со Комуналец во Гостивар и гледаме дека во рок од 3 дена веднаш и МВР и обвинителството постапуваат и тоа ќе води кон одредена правосудна разрешница, но не се чека, не се калкулира, туку се действува веднаш согласно надлежностите на обвинителството и на сите други истражни органи, за да може да има одговорност за ваквите постапки. И сметам дека тоа прави голема разлика по однос на примената на надлежностите на правосудните органи. Ќе потсетам за судството, ние на црна листа го имавме Енвер Беџети, судија во апелација, кој што претходната власт не сакаше ни да го разреши од апелационен судија. Па мораше да се случи смена на власта и потоа во 2025 година да биде разрешен од апелационен судија. Човек кој што ви е на црната листа на стратешкиот партнер и за кого јавна тајна беше дека калкулира со неговите случаи за материјална или политичка корист, беше еден од главните перјаници на претходната власт, без ништо да му фали во неговата кариера. Па требаше да се смени власта, за да се смени и судијата. И второ, имавме народен правобранител Иџет Мемети, кој што беше избран од претходното мнозинство на СДСМ и ДУИ, потоа истиот беше член на Советот на јавни обвинители, кој што беше фатен ин флагранти, како наместо да дели правда, распродава правосудни случаи за парична корист, заедно со еден друг судија од Врховен суд Натја Георгиев. И двајцата наместо да завршат во затвор, добија од претходниот јавен обвинител избран и предложен од владата на СДСМ и ДУИ, добија благи
казни. За разлика од судијата кој што сега беше фатен со тие зазидани пари и кој што е на суд и ќе си добие тоа што заслужува. Затоа сметам дека и во примената на правосудните овластувања на обвинителството и судството има забележителна разлика. Не е доволна, но сметам дека оди во подобра насока и секој треба да биде свесен дека нема да има недопирливи, без разлика дури кога станува збор за високорангирани суди или високорангирани јавни обвинители. По однос на преговорите со Европската Унија, јас би кажал само една констатација. Прво, забележуваме и сметам дека е добро што проширувањето на Европската Унија добива и геополитичка димензија, бидејќи и претходно проширувањето на Европската Унија било и имало геополитичка димензија во својата субстанца. Ние знаеме во проширувањето со 10 земји членки, нови земји членки на ЕУ, кога влезе и Република Кипар како членка на ЕУ, имаше геополитичка одлука за тоа што Република Кипар не контролира 1/3 од својата територија, но стана земја членка на ЕУ. И тоа беше геополитичка одлука на Европската Унија дека треба оваа држава да стане земја членка на Европската Унија. И геополитички исто така одлуката и Молдавија и Украина да почнат преговори. Иако знаеме дека добар дел од нивната територија не е под контрола на избраната демократска власт во Киев или во Кишињев. И ако се има политичка волја, мислам дека и Македонија и другите земји од регионот можат и да отпочнат преговори и да напредуваат во преговорите согласно постигнатите резултати. Но за жал, колега на председателот на Националниот совет за евроинтеграција, господинот Бујар Османи, потпиша обврска во 2022 година, која што тогашното мнозинство на СДСМ и ДУИ не можеше во никој случај да ја исполни. Превзеде обврска да направи уставни измени на државата која што од Европската комисија, од Баденторовата комисија доби оценка дека има европски устав и може да биде признаена како независна држава. Таков парадокс направи претходната влада и таква нелагодност во процесот на евроинтеграција, за сега да го имаме ова ниво на евроинтеграција влезени во една незгодна ситуација, каде што источниот сосед бара да им се испорача тоа што група на луѓе заради задржување на власта го превзеле како обврска. И да не заборавиме, беше јули 2022 година, може да се провери во соопштенијата на СДСМ, каде што имаме на денешен ден има честитка од СДСМ, им честитаме на граѓаните за отпочнатите преговори за членство со Европската Унија. Ете, тоа се честиташе пред 4 години, иако знаеа дека тоа не се случило. И за жал се уште се обидуваме да најдеме еден соодветен, достоинствен и извесен начин како да отпочнат преговорите, а секоја земја кандидат да е сигурна дека отпочнатите преговори ќе имаат извесен тек до стигнување на конечната цел. И тоа е добро и за репутацијата на земјата кандидат, и за репутацијата на Европската Унија и самиот процес на проширување. И доколку се изнајде таков начин, тоа ќе биде двојна добивка. И за Македонија, и за ЕУ, и за процесот на проширување. На крајот би сакал да споменам дека самиот чин институционален на подигнување на нивото на секретаријатот за европски прашања, на ниво на Министерство за евроинтеграција, кое што го раководи сега присутниот министер Беким Сали, е исто така показател на политичка волја на сегашното парламентарно мнозинство дека треба да се покачи нивото на внимание и на надлежност на евроинтеграциите како државен приоритет. Голема е разликата помеѓу секретаријат и министерство. Бидејќи министерството е независен субјект кој што има и авторитет, и логистика, и потенцијал да ги координира и другите актери, за да може да извлече максимум по однос на реформската агенда и постигнувањето на стандардите кои што се неопходни за сега веќе известниот процес на постепена интеграција, кој што го предлагаат Франција и Германија,
а каков ќе биде акциониот план за таа постепена интеграција и она што кажа амбасадорот Рокас, бидејќи има и други веќе земји кои што предлагаат други слични или различни концепти на постепена интеграција, ќе видиме, се надевам дека ќе успеа земјите членки на ЕУ во октомври-ноември оваа година да усогласат еден заеднички акционен план кој што ќе важи рамноправно за сите земји кандидати и ќе отвори добра можност за интегрирање во различни сектори на Европската унија и на европските политики. Но во секој случај потенцијалот на Македонија како држава институционален, на администрацијата и на државната управа, сметам дека е на солидно ниво да може да одговори на секоја дадена задача и на секој предложен пакет на мерки кои што би требало да го исполниме, а за возврат да бидеме наградени со постепено интегрирање во областа на која што се однесува тој пакет. И тоа сме го докажале неколку пати и сметам дека не треба да имаме комплекс на било каква инфериорност или на помала вредност. Сметам дека само треба помалку да се политизира овој процес на евроинтеграција и да се представуваат работите со црно-бел српски свет или кинески свет или не знам каков друг свет. Има еден наш приоритет, тоа е македонското општество и македонскиот случај да може да напредува согласно реформите кон Европската унија, а врз основа на своите заслуги, но и на геополитичката проценка на Европската унија, бидејќи овој дел од Европа природно припаѓа и политички, и економски, и културно кон Обединета Европа. Благодарам многу.